Го следите централниот дневник на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Со најновите информации од регионот, Македонија и светот започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Маркард почна со работа. Хемомаг го гради својот капацитет, а Јапоне ги подигнал котите за градба. Се создаваат нови работни места. Се е подготвено за 12-тото издание на Велешкиот фестивал за пита и вино. Од 15 октомври започнува имунизација против сезонски грип. Се менува индустриската слика на Велес. Маркард го враќа стариот сјај, а Македонија останува земја интересна за странските инвеститори. Невработеноста се намалува, домашните компании стануваат добавувачи на големите странски инвеститори. По Гринфилд инвестициите, Велес во исчекување и на првата странска Браунфилд инвестиција. Индустриската зона Каласлари некогаш лива да денес простор каде се очекува да започне враќањето на индустрискиот сјај на Велес. Маркард почна со работа, Хемомаг го гради својот капацитет, а Јапоне ги подигна котите за градба. Сето ова говори дека наскоро повторно ќе се сечат ленти, означувајќи почеток на производствени процеси. А секој нов почеток значи зголемување на потребата од работници. Создавањето пак на нови работни места е нешто што велешани најмногу посакуваат. Се што се отвара, што се почија да се работи, се е добро. Еве гледате, се гради, се прави, убаво е се. Лошо е ако не се прави, ако не се гради. А шом се прави нешто, се е добро. Да има запослување, да има младина да работат. Па вие млади треба да работат, еве ги растат децата. Нека си се вработат, па уште некоја нека донесат инвестиција. Тоа е убаво за младите. Влезот на странски инвеститори во Македонија покрај можноста за економски развој е доказ и за добрите економски владини политики, но и потик за развој на малите локални компании. Сите овие компании имаат своји добавувачи за разни компоненти на нивниот производ кои што го произведуваат и секогаш се отворени доколку најдат доволно конкурентни и квалитетни производи на домашниот пазар, тоа да го набават од домашниот пазар. Така што локалната индустрија и во Велес и пошироко во Македонија со доаѓањето на овие компании има добра шанса преку ценовно конкурентен производ и доволно квалитетен да добие нов купувач кој што ќе го набавува нивниот производ, а преку тоа и да отвори нови работни места. Македонија по бројот на странски инвестиции меѓу првите земји во регионот. Она во што државата се издвојува пред другите се намалените трошоци за комунални услуги, брзиот процес на добивање на дозвола за градба, рамниот данок, но и квалитетната работна сила. Кога некој ќе праша што се странски инвестиции, кој е ефектот на државата, еве барем за вас, вие што сте овде денес присутни, сетете се на компанијата, сетете се на овие производствени капацитети, сетете се на ова што го гледате. Создавањето на нови индустријски зони е потврда дека Македонија и понатаму е земја во која има добри услови за водење на бизнис. Но она што е интересно е дека странските инвеститори пројавуваат интерес своите инвестиции да ги насочуваат во капацитети во кои со години нема индустријско производство. Индиции постојат дека токму една таква инвестиција наскоро ќе се случи и во Велес. Јас се надевам дека во Велес ќе дојде уште една фабрика ќе дојде во Велес, уште еден производствен погон ќе се отвори во нашиот град. Очекувам да дојде во текот на оваа година тоа да се реализира и јас мислам дека доколку се оствари таа инвестиција во нашиот град значително ќе го подобри стандардот во општина Велес. Според статистичките податоци во Македонија, последниве години, директните странски инвестиции тежат 200 милиони евра, продуцирале 12.000 директни вработувања и многу повеќе индиректни. Ова е и причината за намалување на невработеноста во Македонија. Македонија станува база за компаниите од автомобилската индустрија. Доказ за ова е отварањето на Маркард во индустриската зона Караслари во Велес, една од најдинамичните индустрии во светот, од која македонскиот пазар би имал многу придобивки. Ако во минатото малите и средни компании ја движија економијата во Македонија, денес растот на економијата го иницираат големите странски компании кои Македонија ја одбираат како најповолна дестинација за изградба на своји капацитети во кои се вработуваат стотици македонци. Македонија го добива и приметот на земја со автомобилска индустрија.
Со отварањето на Маркарт во индустриската зона Караслари во Велес, една од најдинамичните индустрии во светот, од која македонскиот пазар би имал многу придобивки според експертите, се потврдува статистиката дека Македонија е одлична дестинација за инвестирање. Маркарт важи за еден од најголемите добавувачи на автомобилски делови во светот. И низ нивниот влез во Македонија уште повеќе го зајакнува имиджот на Република Македонија како земја на индустријата за автомобилски делови. Ваквиот имидж е веќе етаблиран со имињата на Johnson Controls, на Johnson Matthey, на Kemet Electronics. Компаниите кои досега инвестирале во индустриските зони во Македонија сами по себе се препораки за привлекување нови инвестиции. Инаку во Маркарт 170 лица веќе работат, а најавени се вкупно 600 вработувања. Но оваа компанија, по примерот на германски Дрекселмайер, веројатно ќе расте во поглед на бројот на вработени, но и просторот во кој ќе се одвива производството. Мене ме радува што дознав дека компанијата Маркарт покрај овој плац, оваа локација, каде што изгради фабриката, купила уште еден. Веднаш до оваа локација. Јас не знам зашто го купила, но мислам дека можам да наслутам. Во Маркарт, свое место покрај работниците со завршено средно образование, најдоа и дипломираните инженери кои се повеќе се потребни во фабриките кои работат на тлото на Македонија. Но случаите како овој денес покажуваат дека тие се неправедни. Дека оно што го спроведуваме како политика е движење во вистинска насока. Овие луѓе кои што преска ги прочитаа како вработени, се дел што се креирани во овој образовен систем и такви кадри ќе креираме и во иднина, бидејќи тие се потребни на Македонија, тие се потребни на компании како Маркарт, тие се потребни на македонските компании кои што се работуваат со Маркарт, бидејќи тоа е иднината. Десетина компании кои се сериозни играчи на глобалниот пазар на автомобилската индустрија, а се добавувачи на автомобилски делови за светски познати брендови, веќе најавија инвестиции во Македонија и се во фаза на нивна реализација. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов изврши увид на градежните работи на патниот правец Горни Дисан-Врешје. На локацијата се активни машините, а изградбата започна пред неколку дена. Проектот ќе се реализира во неколку фази. Со средства од ИПАРТ програмата ќе се реконструира делница од 800 метри, додека делници во должина од 634 и 400 метри ќе се изградат со средства од Светска банка преку ИПА програмата за поддршка на руралниот развој, како и со средства од проект за прекугранична соработка. Дополнителни 150 метри од овој патен правец ќе бидат покриени преку финансиите од општинскиот буџет. Од локалната самоуправа известуваат дека изградбата се одвива според планираната динамика и се очекува граѓаните кои во овој регион имаат земјоделски површини наскоро да добијат нов, модерен и современ патен правец. А во Демиркапија е одржана првата форумска сесија. Учество земаа повеќе од 90 граѓани и представници од организации. Наредната сесија предвидено е да се реализира на 13 октомври годинава. Одржана прва форумска сесија од буџетскиот форум во Демиркапија во рамки на програмата Форуми во заедницата. На средбата присуствуваа представници од единицата за координација на форуми, градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев, представници од јавната администрација, граѓански организации, како и представници од невладиниот и бизнис сектор. Свое учество земаа и просветните работници, земјоделците, пензионерите и представници од различни етнички заедници. Целта на форумот е вклученост на граѓаните во процесот на креирање локални политики и проекти во транспарентна и отчетна општина. Во своето обраќање градоначалникот Димитриев потенцираше дека со реализацијата на проектниот форум граѓаните избра приоритетен проект што резултираше со асфалтирање на улицата Даме Груев и со уредување на мини плоштад. Со тоа се докажува дека граѓаните се секогаш на прво место и општината работи во нивна служба, додава Димитриев. Присутните се запознаа и со процесот на буџетирање и структурата на буџетот на општина Демиркапија, со што имаа можности да учествуваат со свои предлози и барања со цел успешно изготвување на буџетот. Учесниците на форумот дадоа 24 предлози за подобрување на условите за живот и развој на општина Демиркапија. Наредната сесија е предвидена да се реализира на 13 октомври 2015 година.
Се лансираше нова Street View галерија на Македонија на Google. Од денеска со еден клик може виртуелно да се истражува Македонија. На панорамските слики се прикажуваат најважните туристички и историски локалитети, природните убавини на Македонија, како и градските средини. Од сега каде и да сте, за момент можете да се најдете во Македонија. Со лансирањето на новата Street View технологија на Google, виртуелно можете да го истражите центарот на Скопје, да шетате низ Битола или да му се восхитувате на Охрид. Живописни планински слики и манастири, прекрасни природни езера и културно-историски споменици. Панорамските слики ги покажуваат некои од најважните туристички и историски локалитети, како и природните убавини на земјава. Со овој новитет за Македонија, луѓето од целиот свет можат полесно да ги прават своите планови за патување, да ги разгледаат местата кои сакаат да ги посетат или едноставно да истражат и да запознаат нови области. Со цел сите корисници да имаат бенефит од оваа функција, Google ќе преземе се што е потребно за да се заштити приватноста. Локалните бизниси исто така може да имаат корист од Street View технологијата со бесплатно вградување на Google Maps директно во нивниот вебсајт, со што ќе можат да промовираат сместувачки опции или да информираат за рестораните, туристичките места и точки со историско и културно значење. Од денеска па се до понеделник на сила е новиот сообраќаен режим поради манифестацијата Петијада 2015. Градоначалникот Чадиев денеска со апел велешени да се воздржат од користење на автомобилите во овие неколку дена. Петијадата го промени сообраќајниот режим низ Велешките улици. Од денеска па се до понеделник на сила е новиот сообраќаен режим. Делот од улицата Благој Ѓорев од Авона до новата црква Свети Кирил и Методи пред гимназијата е целосно затворен. Нема сообраќај на улицата пред Евана и уште неколку помали правци во околината. Сообраќајот двонасочно се одвива на улицата Алекс Одемниевски пред спортската сала Гемиџи, но и од поштата до новиот театар. Досегашните искуства покажуваат дека најголема сообраќајна гужва е можна во сабота, кога се очекува да кулминира и забавата. На сите влезови во Велес, секој автомобил ќе биде културно запран, ќе му биде доставена шемата, што ја може да видите, каде што се одбележени паркинг просторите. Пред сите паркинг простори ќе има редари, кои што во моментот ќе ги одведуваат до местата кај што треба да ги паркираат луѓето автомобилите. Тоа значи дека дворот на гимназијата од задната страна ќе биде апсолутно искористен, паркинг просторот на Евана исто така ќе биде искористен, на зграда паркинг просторот пред општинската зграда ќе биде максимално искористен, паркинг просторите низ градот се бележани, паркинг просторот пред ЈКП Дервен, што е пред базентот, ќе биде исто така да ставен услуга на користење на нашите посетители, така да ние сме подготвени без никаков проблем да ги пречекаме и да ги сместиме. Чадиев денеска со апел велишани да се воздржат од користење на автомобилите во овие неколку дена. Од утре па во следните 3 дена Велес ќе биде домаќин на 12-тата поред Петијада. Посетителите ќе можат да уживаат во богатата програма за која ќе бидат задолжени повеќе од 20 изведувачи и покрај најавите за врнежливо време организаторите очекуваат голема посетеност. 37 угостители и винари ќе учествуваат на фестивалот на питата и виното. Успешноста на минатогодишните Петијади е причина оваа година да имаме рекорден број на учесници, вели градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Годинешната Петијада е најмасовна манифестација што ја некогаш е организирала општината. 3 дена угостителите неуморно ќе работат да ги пречекаат сите гости што ќе го посетат Велес за време на викендот на 9, 10 и 11 октомври. Оваа година зголемен и бројот на учесници во забавниот дел, 20 на музичари. Трите вечери ќе ги забавуваат гостите. Организаторите очекуваат, покрај добрата забава, гостите да бидат задоволни од квалитетот на питите. Цените се и минатогодишните. Тоа е договорено. Стручната наша служба која е задолжена за организацијата на целокупната манифестација сме поделени по сектори. Преговара и се договорија со производителите на питите. Они дадоа ветување дека оваа година ќе бидат многу поквалитетни питите. Ние да нагласиме дека минатата година имаше многу квалитетни питите, меѓутоа имаше некои што потврлија во квалитетот и тоа треба да бидеме реални да го кажеме.
12-та година поред се одржува Велешката питијада и покрај најавите за врнежи од дожд, организаторите очекуваат голема посетеност. $31,000 доза вакцина против сезонски грип се увезени во земјава. Вакцинацијата започнува од 15 октомври и истата штити од трите типа на вирусна грип. Вакцинацијата против сезонски грип започнува од 15 октомври. 31,000 доза вакцина против грипот се увезени во земјава, кои до крајот на оваа недела ќе бидат дистрибуирани во сите центри за јавно здравје во државата. Вакцинацијата, како што напомена доктор Јованка Костовска, државен советник во Министерството за здравство, штити од трите типа вируси на грип. Сите граѓани кои што се заинтересирани да се вакцинираат, треба да се јават во овие центри за јавно здравје и да се вакцинираат. Вакцината е препорачена најповеќе за постарите лица, хронично болните лица над 65 години, посебно оние со кардиоваскуларни заболувања, со респираторни заболувања, диабет и слично. Костовска истакна дека вакцината што е увозена е произведена согласно препораките на Светската здравствена организација, а истата чини 400 денари. Државниот советник во Министерството за здравство ја искористи можноста да напомене дека околу 7000 деца ги примеле 6-валентните и 5-валентните вакцини. Со едно боцкање се заштити од повеќе болести. Несакани реакции немаме, освен една пријавена несакана реакција за покачена температура, која што се разбира поминала. Родителите се заинтересирани, ги барат, ги сакаат овие вакцини и одзивот од родителите навистина е голем. И пнеумококната вакцина или вакцината против стрептококус пнеумоне е обезбедена и не е задолжителна. Доктор Костовска напомена дека секој родител кој сака може да го вакцинира своето дете со оваа вакцина во службите за имунизација и таа е бесплатна. Пнеумококната вакцина највише помага и штити кај децата до 5 годишна возраст и тоа од заболувања како што се пнеумонии или воспаление на плуќа предизвикани од овој причинител од стрептококот, исто така воспаление на уво, менингит и други заболувања. 600 дози од оваа вакцина се распределени на центрите за имунизација. Истата се препорачува за деца со намален имунитет, но и за сите деца до 5 годишна возраст. Европската комисија одобри дополнителни 17 милиони евра помош за Македонија и Србија во решавање на проблемот со бегалците. 10 милиони ќе бидат наменети за јакнење на капацитетите на двете држави за прифаќање и сместување на бегалците, како и за контрола на границите, додека преостанатите 7 представуваат хуманитарна помош. Следуваат останатите вести од Македонија. Министерството за труд и социјална политика во наредниве 2 години ќе спроведе проект за унапредување на услугите за социјална вклученост, финансиран од Европската унија преку Институтот за предпристапна помош. Вредноста на проектот што ќе биде промовиран денеска изнесува 1.036.250 евра. Ќе го спроведе конзорциум предводен од International Ltd, а подписник на договорот е Министерството за финансии. Целта на проектот е да се подобри системот, услугите и професионалните капацитети за социјална вклученост на мажите и жените кои се во понеповолна положба и да се унапредат еднаквите можности на пазарот на труд. Проектот се состои од 3 компоненти за унапредување на професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидитет, за воведување услуги за лична асистенција за луѓе со инвалидитет и за надградба на постоечкиот IT мониторинг систем и вмрежување. Во рамки на акцијата Удар, која утринава ја спроведе Министерството за внатрешни работи, приведени се 11 лица, а по едно лице се трага. Сузбиена е криминална група која се занимавала со лихварство и изнуда, а меѓу опсените и председателот на Основниот суд во Куманово, на кого му е одземен судскиот имунитет. Осомничената група покрај тоа што на должниците на кои им позајмувала пари им одредувала енормно високи камати, се заканувала по живот на истите. Председателот на судот е осомничен дека во неколку наврати остварил блиски средби со првоосомничениот, односно организаторот на криминалната група, и примил подкуп во висина од 19.000 евра за ослободување на лице од затвор поради сторено убиство во Куманово во 2012 година. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека истрагата продолжува. Пратеник од Косовскиот парламент фрлил солзавет за време на седница. Руски авиони погодиле 10 мети со воздушните напади во Сирија. Вести од светот.
Пратеникот на косовското националистичко движење Самоопределување Албин Курти денеска фрлил солзавец во салата на парламентот на Косово. Инцидентот следувал по продолжување на седница која предпладнето била прекината поради блокада од страна на опозицијата. Курти го фрлил солзавецот откако пратениците се вратиле во собраниските клупи и председателот на парламентот Кадри Весели ја продолжил седницата. Една пратеничка по онесвестување била пренесена во болница, а на седницата присуствувале и представници од Канцеларијата на Европската Унија. Пред фрлањето на солзавецот имало турканици меѓу пратениците од опозицијата и владеачката коалиција и во еден момент пратеничката на Самоопределување Абулјена Хајена фрлила чаша полна со вода врз потпредседателот на парламентот Џавид Халитил. Руски авиони со постојани воздушни напади во Сирија. Од Руското министерство за одбрана соопштуваат дека досега се погодени 10 мети. Во ударите е погоден кампот за обука на терористите, како и фабриките за производство на лентите кои ги користат бомбашите самоубијци. Со воздушните напади прекинат е системот за контрола и напојната линија на терористичката организација. Според изјавата на секретарот на рускиот претседател Димитри Песков, главна задача на руското воено воздухопловство во Сирија е борбата против тероризмот и поддршка на легитимните сириски власти во антитерористичките напори. Борец ја изневери својата публика со првиот пораз на домашен терен од екипата на Вардар Јуниор. Победи на Металург, Работнички и Прилеп во ракометната Суперлига. Домашен спорт. Со резултатот 17:33, тимот на Борец загуби од подмлалокот на Вардар. Домашните ракометари атакуваа на победа, но се судрија со поквалитетен противник. Вардар Јуниор покажа дека е дојден да победи, а Борец не беше рамноправен противник. Очекувањата беа големи, но сепак останаа без нови 3 бода. Тренерот на домашниот тим Василев за К1 телевизија изјави дека нивните грешки се причина за загубениот надпревар. И од самиот старт на подготовките почнаме некомплетни. Доведовме еден играч, втори играч, трети играч. Сите тие играчи се задржаа, некои си отидоа, поисто. Значи не можеме да вкомпонираме екипата онака како што треба. Ракометарот со најзвучно име од минатото, велешанецот Пепи Манасков, кој е тренер на Вардар Јуниор, задоволен од играта на своите ракометари, го искажа задоволството што повторно е на теренот каде ја започна својата кариера. Тој изјави дека амбициите на неговиот тим се големи и дека се надеваат дека ќе остварат влез во Фајнал Форот. Тешко е да се направи преку ноќ тим. Борец пробал нешто, добро е што поддршката имаат од градот, од градоначалникот и мислам дека се на добар пат. Не треба да се разочараат. Не може преку ноќ ништо. Ќе мора тука сигурно дека малку да се трансформира играчкиот кадар. Во противничкиот тим со најмногу постигнати голови беа Владко Недановски, Владко Јовчевски и Бован Андоновски, а во тимот на Борец најдобар стрелец беше Дарко Јанев. Во следното коло од Суперлигата, градскиот ракометен клуб Борец ќе игра на гости против Работнички, а мечот ќе биде одигран на 9 октомври. Во надпреварите кои беа одиграни во текот на вчерашниот ден во ракометната Суперлига на Македонија, фаворитите очекувано дојдоа до победите. Во автокоманда, каде беше одигран мечот помеѓу првиот и вториот тим на Металург, поискусните славеа со резултатот 32:19. Работнички на гостински терен ја победи екипата на Пелистер. Овој меч заврши со резултат 20:16. Во последниот надпревар кој беше одигран, екипата на Прилеп ја искористи предноста на домашниот терен, совладувајќи го тимот на Пролет со резултат 30:22. Следното пето коло во Суперлигата ќе биде одиграно престојниот викенд. Женската ракометна репрезентација на Македонија новиот циклус квалификации за европското првенство што ќе се одржи следната година во Шведска ги започна со пораз. Во мечот против Црнагора, кој е најголем фаворит за освојување на првата позиција во нашата група, Македонија загуби со 21:14. Избраничките на селекторот Симовски одиграа солидно во одбраната, но нападот беше делот од играта каде тие потфрлија. Елена Ѓоргиевска беше најефикасна во нашата репрезентација со 4 постигнати погодоци. Во вториот меч од нашата група Хрватска ја победи Словенија
со резултатот 27-19. Следниот надпревар нашите ракометарки ќе го одиграат во сабота на домашен терен против селекцијата на Хрватска. Македонската фудбалска репрезентација ќе остане без еден од првотимците кога станува збор за квалификацијските надпревари за Европското првенство. Играчот од средниот ред и капитен на Динамо Загреб Аријан Адеми бил позитивен на допинг тест кој му бил направен по мечот од Лигата на шампионите против Арсенал. Тој заработи при време на суспензија се додека не се добијат резултатите од повторениот тест. Од Динамо Загреб се надеваа дека се ќе биде во ред со оглед на тоа што Адеми претходно веќе 5 пати бил тестиран, а резултатите биле негативни. Вечерва продолжуваат квалификациите за Европското фудбалско првенство. Македонската репрезентација својот меч ќе го одигра утре во регионалната кошаркарска АБА лига, комплетирано од третото коло. Вечерва ќе бидат одиграни 8 квалификацијски надпревари за пласман на Европското првенство во фудбал што ќе се одржи следната година. Најмногу внимание ќе привлече мечот во Тирана каде што гостува селекцијата на Србија, но поради неспортски причини. Од останатите мечеви кои може да ги издвоиме се Португалија против Данска, односно Шкотска против Полска. Надпревари од кои можеме да ги добиеме следните учесници на шампионатот. До сега на Европското првенство пласман обезбедија само 4 репрезентации, и тоа Англија, Чешка, Австрија и изненадувањето Исланд. Со исклучок на мечот Грузија и Гибралтар, сите надпревари ќе започнат во 20 часот и 45 минути. Македонската репрезентација својот меч ќе го одигра утре против Украина на домашен терен, во кој ќе се обидат да останат непоразени со што би избегнале последната позиција на табелата во Ц групата. Со надпреварот кој се одигра во Црнагора помеѓу екипите на Будуќност и Мегалекс се комплетираше третото коло во регионалната кошаркарска АБА лига. Тимот во кој настапува и македонскиот репрезентативец Предраг Самарџиски на гостински терен беше убедливо поразен од Будуќност со 71:56. За 23 минути поминати на теренот тој не успеа да реализира ниту еден кош. Во останатите надпревари Металат загуби од Игокеа со 56:74, а Олимпија од Судјеска со 60:61. На табелата Цедевите и Црвенец Звезда се лидери со максимален учинок по 3 одиграни кола. Македонскиот представник во ова надпреварување МЗТ Скопје има скоро од една победа и 2 порази, а мечот од следното коло ќе го одигра утре против Мегалекс на гостински терен. Во ракометното првенство на Германија беше одигран мечот помеѓу најуспешните екипи во изминатите неколку години. Актуелниот шампион Кил го доживеа третиот пораз во сезоната. Од друга страна па крај Некар ја забележи и 9-та победа во исто толку надпревари. Мечот заврши со резултат 24:20. Најефикасен играч беше Гейнсхаймер со 7 постигнати погодоци. Лидерот во германското првенство во четвртото коло од Лигата на шампионите ќе биде противник на Вардар. Овој надпревар ќе биде одигран во сабота во салата Јане Сандански во Скопје од 17 часот и 30 минути. Денеска времето облачно и врнежливо. Слично време не очекува и во наредните денови. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.